Доматите, пиперките, грозјето, наместо на косовскиот пазар, најверојатно ќе завршат на ѓубриште. И покрај напорите на македонската влада, Косово не се откажува од воведувањето на за 30% повисоки царини за сезонските земјоделски производи. Производителите бесни велат допрва ќе се бројат милионските штети. Апелираат до владата. Проблемот не смее да се одложува. Решение мора да има денеска. И што е симна забраната за 16 производа не се толку битни како за овие што останаа. Доматите, пиперките, сливите, гројзето сега се производи што сега се еко на сезоната. То не чекат одлагање, то денеска мора да се обере и мора да се продаде. Не може доматите ние да ги продаваме после 10 или 15 дена или сортното гројзе. Во секој случај губиме и на квалитет губиме и на цена, затоа ова прашање треба не утре други да него веднаш хитно треба да се реши и да се надмине. Шаклев вели дека и покрај намалувањето на царината за дел од земјоделските производи остануваат на сила високите царини за сега актуелните домати и пиперки, кои земјоделците мора итно да ги продадат. Ако нема друго решение, владата да воведе контрамерки, бараат земјоделците. Не е добро тоа за земјоделците нормално, затоа што до сега што имаме договори, склучено со косовските трговци, се откажуваат. Земјоделците ги фаќа паник. Многу побрзо треба да се реши овој проблем. Иако знаеме дека нашата влада и министерството е во постојани контакти, меѓутоа до денеска нема решение. Изгледа ние, иако не сакаме да се против мерки воведат, не изгледа нема друг излаз, него мора и ние да воведеме некои контрамерки, за да и биде јасно во Косово дека сме озбилни и дека е озбилен проблем. Под притисок на министрите за земјоделство во регионот, косовските власти завчера одлучија да ја намалат царината за 16 земјоделски производи. За 30% повисоки царини остануваат за најизвезуваните производи, меѓу кои јаболките, крушите, сливите и малините. Штетите од стопираниот пласман допрва ќе се бројат. Првичните проценки беа дека Македонија би изгубила и до 3 милиони евра за 3 месеци, поради одлуката на косовската влада. Инаку вкупниот извоз на зеленчук и овошје од Македонија во Косово за периодот јануари-јуни 2018 година бил над 2,5 милијарди денари. Косово ја воведе така наречената времена мерка на 18 јули годинава, а ќе трае 3 месеци.